долина. Еден убав сончев ден, Биби и Боби си играа криенка во шумата. Боби мижеше, Биби се криеше. Потоа Биби мижеше, а Боби се криеше. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Скриен, не скриен, барам! Каде ли се скрил? Ќе го најдам. Јас секогаш го наоѓам. Еј, Зази! Каде отиде? Чекај ме! Ди! Биби, види! Ди! Боби, што правиш? Си најдов конче, види! Ама, како така си најде конче? Па тоа е сигурно нечие конче. Не можеш туку така да му се качиш на грбот. Веднаш слези. Јас не сум ничија. Јас сум си своја. И не сум конче. Не си конче? А што си? Јас сум еднорог. Ама немам рог. Роден сум така, без рог. И сите мислат дека сум обичен конј. Јас немам никаква моќ затоа што немам рог. Не сум волшебен. Еднорог без рог? Уф, колку ми е жал. А како се викаш? Се викам Алфеј. Не сум слушнал за еднорози без рогови. Никој не слушнал. И така, Алфеј им раскаже на Биби и Боби дека многу се срамел од другите еднорози затоа што е различен од нив. Па решил да се замине од својот дом и да си ја бара среќата во белиот свет. Избегав од мајка ми, татко ми, од браќата, сестричките и стигнав до тука. Ама не можев да продолжам понатаму. Зошто? Што се случи? Нешто многу почна да ме боли и да ме чеша во грбот. Само што излегов од скриената долина и како да се разболев. Скриената долина? Да, мојот дом. Една прекрасна волшебна долина што ја знаат само еднорозите. Леле, колку интересно звучеше тоа! Скриената долина! Биби и Боби горе од желба да отидат таму и да ги запознаат еднорозите. Но Биби беше и многу загрижена за Алфеј. Таа се сомневаше дека на Алфеј можеби не му е добро токму затоа што ја напуштил долината. И затоа му предложи да го придружуваат назад до дома. Алфеј, јас сум сигурна дека ќе ти стане подобро штом ќе се вратиш дома. Но, дали е во ред што доаѓаме со тебе во скриената долина? Јас многу сакам да ја видам скриената долина. Јепи-репи! Ви благодарам. Секако дека е во ред. Сите ќе се израдуваат кога ќе ве видат. Навистина? Секако, еднорозите многу сакаат деца. Што ти стана? Не знаете колку лошо се чувствувам. Многу ме чеше грбот, многу. Леле, ќе мораме да побрзаме. Ајде, Боби, ајде, Алфеј. Боби и Биби беа мощно загрижени за Алфеј. Тој навистина не се чувствуваше добро. Но, за среќа, скриената долина не беше далеку и набргу тие ја здогледаа како ѕирка помеѓу високите ридови. Ова е скриената долина, мојот дом. Јеј, колку е прекрасна скриената долина! Никогаш не сум видела толку волшебно место. А колку се убави еднорозите! Мислев дека само девојчињата сакаат еднорози, но морам да признам дека навистина многу се убави. Само јас не сум убав. Колку сум обичен и со мана. Немам рог. За ништо не ме бидува.
Па, јас не припаѓам овде со вас. Јас не сум волшебен, јас не сум прекрасен. Сите мислат дека сум обично конче. Алфи, ти си прекрасен! Ти си волшебен. Волшебен! Биби и Боби почнаа да го тешат Алфи. Не знаеа како да му објасна дека и тој е прекрасен. Па што ако немаше рок? Уф! А го тешеа и другите еднорози, неговите родители, братчињата и сестричките. Сите беа пресреќни што повторно го гледаат. Но на Алфи му стануваше се полошо и полошо. Колку ме чеше грбот! Што ми се случува? Што ми се случува? Што е тоа? Навистина нешто многу чудно се случуваше. Алфи скукаше и се препелкаше и се тресеше и... Што се случи? Ама, што е ова? Алфи, па ти имаш крилја! Прекрасни бели крилја! Јеј! Јепи-рипи! Ти си најпосебниот еднорог што постои. Нема ниту еден друг како тебе на целиот свет. Алфи! Еднорогот со крилја! Алфи! И така, еднорогот без рог Алфи доби прекрасни бели крилја какви што немаше ниту еден еднорог во скриената долина. На радоста на сите и немаше крај. А бидејќи се ближеше вечерта, Алфи тргна со Биби и Боби до излезот на скриената долина за да ги испрати до патот на кај дома. Биби, Боби, навистина сум посебен? Да, Алфи! Може би ти немаш рог што има волшебна моќ, но сега имаш крилја и можеш да леташ. Сакате да кажете дека нема мани? Сите имаме мани, но сите имаме и силни страни. Сите сме во нешто посебни. Еве, на пример, Биби е подобра во природни науки и пишување приказни, но јас сум многу подобар за математика и компјутери. Јас сум подобар програмер, а и фудбалер. За фудбалер ќе видиме. Одовде веќе го знаете патот. Јас ќе се вратам назад, а вие дојдете повторно да ме посетите. Важи? Јипи-рипи! Ке дојдеме и ке ми дадеш да те јавам и ке летаме заедно! Пст, Боби, што се договоривме? Знам дека нема да му барам на Алфи да го јавам. Боби, многу сакам да летаме заедно, но се уште се плашам да летам високо, а камоли да носам некако. Па само што ги добив крилјата. Алфи, не плаши се. Искористи ја твојата моќ и полетај високо горе. Сега? Да, сега! Иха! Летам! Летај, Алфи! Ова беше приказната за Алфи, кој од тој ден стана најбрз од сите еднорози и можеше лесно да пренесува пораки од скриената долина до другите места во волшебната шума. А Биби и Боби имаа уште многу средби со него и возбудливи доживувања, за кои ќе ви раскажеме во некоја друга приказна. Дојдување, другарчиња! Зорли треща насред село, та панчука рум-дум-дум. Зорли треща насред село.
Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Ј. Здраво, другарчиња! Денеска ќе учиме буквата Ј. Ова се големата и малата буква Ј. Тие се пишуваат вака. А малата буква е малку поинаква од големата. Јеј! Со 2 Ј. Хе, јиперепи со едно Ј. Хе-хео! Одлично! Откако научивме како се пишуваат буквите, почнуваме со нашата игра на буква. Погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиња на буквата Ј. Да, на буквата Ј има многу животни. Еве на пример Ј. Јагне, јаре и јарец. Мамо! Си отиде? Си отиде, Боби, си отиде, не плаши се. Ј, јунакот Боби не се плаши од ништо, Биби. Добро, во ред. Еве, јас сега ќе кажам уште 3 животни. Јазовец, јастреб и јагула. А сега, овошје на буквата Ј. Како омиленото овошје на Биби? Јаготки! Ням, 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 ням. Јеј! А и јаболка, јиперипи. И уште нешто, постои цвеќе што се вика јоргован. Знам. Јас во мојот двор имам јорговани. На. Леле, колку убаво мириса јоргованот. А сега, дојдовме до мојата омилена игра. Препознај ја буквата. Ајде да видиме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Ј на почетокот на зборот, каде во средината од зборот, каде на крајот од зборот, а каде на почетокот и во средината. И каде ја има 2 пати во средината на зборот. Ова многу тешко, но ќе се обидам. Значи, на почетокот на зборот ја има во јакна, а на почетокот и во средината на зборот ја има во јајце и јојо. Јојо, хе-хео! На средината од зборот ја има во грозје, мајмун и чинија. А на крајот од зборот ја има во ној и чај. А 2 пати ја има во средината на зборот во кајсија. Биби, браво! Еве, дојдовме до крајот. А вие, другарчиња, гледајте не повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите во кое ќе ја учиме буквата К. К, како каратистката Биби. Ау, пф! Ајде, не прчи се, хе-хео! Довидување, другарчиња! Кој прашува, не промашува. Дијамант на дедо. Татичко, татуш, работиш? А секогаш имам време за тебе, Бибуш. Повели. Чичко татотино. Добар ден. Здраво, Боби. Што имате на менито денеска? Која е најголемата зграда на светот? Која е најумната риба во океанот? Знам. Која е најубавата боја за пеперутка? Не, тато. Боби има едно прашање, ама Што се случило? Што? Дедо ми беше на гости и ми кажа нешто и сега јас не знам. ние не знаеме дали да сме навредени или да не сме навредени. Затоа сте со наведнати глави. Забележав дека нешто не е во ред. Обично сте сериозно залетани со некое прашање, како торнада влегувате. Што ти кажа дедо ти, Боби? Не верувам дека е навредливо. Ми рече дека сум... Кажи му слободно. Ми рече дека сум дијамант на дедо. Срамота. Мислам, не знам. Татичко.
Ау, тоа навистина е загрижувачки, да не речем многу страшно. Ете, знаев. Ете, лут ми е дека не ја измив калта од велосипедот. И сега сум некаков си диамант таму. Срамота. Загрижувачки и страшно е тоа колку те сака дедо ти. Молам? Татичко, ние не те разбирам. Драги деца, знаете ли вие што е тоа диамант? Диамантот е најскапоцениот камен на планетата Земја. Камен. Како татко ми кога гледа фудбал и се нервира, па фудбалерите ги вика камења? Се сложувам со татко ти, но и во тие камења има понекој диамант. Дедо ти те споредил со најцврстиот и најубавиот камен што постои. Диамант. Всушност, значи нескршлив. Леле, како ми олесна. Боби, па дедо ти мисли дека ти си најубав и најсилен. Јеперепей! И дедо е супер. А каде го има тој камен, тој диамантот? Најголемиот дел од диамантите во моментот се наоѓаат на континентот Африка. Тие се формирале под притисок на земјината кора. Милиарди години притисок, вулкански ерупции, земјотреси. Сето тоа придонесува за ова парче камен да се стврднува и стеснува и наеднаш, диамант. И татичко, што ќе се случи ако гризнам диамант? Па ќе имаш еден диамант во уста, минус неколку заби во истата. Затоа што се најцврсти, диамантите сега се користат за многу работи. Например, диамантските дупчалки може да направат дупка во секој материјал на планетата. Затоа, диамантот е многу важен. Може да го дупне и најцврстиот камен на Земјата. Диамантот е исто така еден од најважните украсни камења. Неговата убавина и начинот на кој ја прекршува светлината го прават омиленото парче накид, ама и најскапо. Да! Мислам дека сум слушнала за диамантски обетки. Некоја принцеза ги носеше. Обетки, ѓердани, бразлетни, прстени. И ако сите мислат дека диамантот е прозирен и безбоен, тој може да биде и син, и сив, и црн, и жолт. Ама не скршлив, така? Никако не може да се скрши. Не може. Например, ако го згазне слон? Па ќе го боли ногата. А кит? Ако го смачка? Нескршлив. Ако се изгребе диамантот, ќе земат друг диамант и со него ќе го измазнат. А колку се големи диамантите, чичко татино? Најголемиот диамант, или како што го викаат звездата на Африка, диамантот Кулинан, има над 600 грама. А кој носи прстен од половина килограм? Значи дедо мене ми рекол дека сум претерано скап камен од Африка. Ама и најсилен на светот. Мене мојот дедо ме вика злато. Добро, сега, може би е послабо од диамант, ама важно е дека не сум камен.